еве во едно од најскопските мала, како што милуваат да кажат маџирмалци, по куќата на Димитровци. Со Ѓорги ќе се вратиме малку низ времето. Добар ден, Ѓорги, во програмата. Благодарам на посетата. Благодарам. Ѓорги, како беше некогаш да се живее во Маџирмало, а како е денеска? Каде всушност се простираше Маџирмало? Па Маџирмало е, како што кажавте вие, една од најстарите скопски населби, мала. Таа се простираше од север према југ, кеот на Вардар, до денешно Веро, каде што беа Павчи и основното училиште браќа Миладинови. На запад према исток од железниот мост, кој што одеше према Питпазар, со многу дуќани таму, до рампата, кај што поминуваше возот за Куманово. Ние го викавме овој Кумановскиот воз. А рампата на кисела вода беше рампа за Велешкиот воз, пошто таму натаму одеше Велешкиот воз. Инаку, роден сум 50-та година, во куќата кај што сме сега, малскиот живот секогаш бил пред вратите на куќите. Прво поздравување со комшиите, метење дворот прво на улицата, па после излегување надвор, а вечерните часови комшиите со столче знаева да излезат пред врата и да се прави разговор за денот кој што поминал или за деновите претходно што поминале. Низ Маџирмало се вкрстувале 3 улици и од двете страни на улицата постоеле многу дуќани, кондураџиски, курнаџиски, но и берберница. Најубавите маџермалски приказни се од берберницата. Еве една шала, можам да кажам. Во тоа време, како и сега се одело по имендени, на дотичниот кој што требало, кој што славел именден, во убава кутија, завиткана со хартија, поклон му се носи нокшир. И во нокширот пиво истурено и една кобасица. И му се дава, тој што го правил овој именденот, без поговор го примил поклонот, меѓутоа следниот ден, тоа време беше така кога за починатите се правеа некролози. Следниот ден на вратата на тој што го славеше именденот, залепен некролог дека починал. Маџирмалци за себе велат дека се романтичари, но и посебно горди на своето детство и на историјата на ова мало. Па романтичари да. Се знаело многу често, ете може да го спомнам, еден од вашите бивши колеги Љубиша Николич, кој што на кеот на Вардар или овде на нашата улица кај што е централата, се знаело со гитара да се седне и навечер да се прават седенки и после земјотресот имаше малски живот, имавме во малото културен дом, каде што на времето додека Бизбес свиреа во пролече, во домот во пролече, тука во Маџирмало, во нашиот културен дом свиреле вихори, па не се сеќам и други групи, музички групи, во тоа време популарни после Битълсите, се разбира. Го нема тој символ на нас младите кои што таму имаше, се одржува 8 игранки, се одржува приредби. Маџирмалци велат дека имале и најубава плажа на Вардар. Каде точно се наоѓаше плажа? Плажата, мостот сега, железничкиот мост, што поминуваше возот према Куманово, Белград и натаму,
беше веднаш под мостот десно, кога оди, значи према Куманово, десно, десната страна беше многу убава плажа, доаѓа на таа плажа и од Мичурин, и од Пролече, од Кисела вода доаѓа. Тука водата беше релативно чиста, имаше песок. Од денешен аспект многу значајни се и маџермалските средби. Што се случува? Во склоп на маџермалските средби има надпревари во фудбал. Има надпревари таа позната маџермалска фанта. Не знам во градот дали во други мало се играла, али тука се играше и после како традиција беше прифатена од маџермалските средби. А иначе низ улиците како деца сме играле и фанта. Карактеристично беше тоа што секое годишно доба имаше своји игри на улица. Немаше компјутери, немаше телефони модерни сега. Ние децата бевме на улица. Значи, од почетокот, од пролета веќе, кој ќе почне, кој ќе излезат кајсиите, се јадеа кајсиите и семките ние децата ги собиравме, па игравме, таа се реди 5 семки се редат и од страна едно 5 метра со плочки од Вардар ги баравме, плочки многу рамни и се фрлаше према семките и се зависи колку души се играат. 2, 3, 4. Беа редени, првата горе беше баба, па дедо, па внучињата. Ако се сруши бабата, сите надоле се зимаат. Ако се сруши дедото, значи ќе остане само бабата, дедото и под него се зимаат сите. Тоа беше игра во пролета, па се играше челик. Па потоа ги праве родителите, татко ми правил змај. Змај, па со канаб летавме змаеви. Што е она што го разликува маџермалскиот некогашен живот од денешниот? Што е заедничко? Заедничко е само територијата, наискрено кажано, че само територијата е заедничка. Значи контурите на малото полека се менуваат. Благодарам за учеството во програмата во живот. Благодарам.